Следна тема во студио 1 се маките на граѓаните од страна на извршителите. Законот за извршување е во подготовка, но тој практично речиси нема и ништо да смени во пракса, во она што здруженијата го викаат масовниот грабеж врз граѓаните од страна на извршителите. Гости за денеска се Ана Глигорова од Здруженијето Човекот над профитот и господинот Прентим Керими, член на надзорен одбор на Комората на извршители. Добре дојдовте во студиото. Господјо Глигорова, најавивте социјален бунт доколку не се укинат извршителите. Зошто се уште не сте активни на терен, односно законот е во подготовка, што вие правите? Како прво сме активни на терен, бидејќи веќе вчера Конфедерацијата на независни синдикати направи пресконференција во која го најави протестот за 1 мај, во која втората главна точка ќе биде стоп за извршители. Односно, ние се залагаме за комплетна промена на законот за извршување. Владата донесе некаков предлог закон за извршување со кој ние не сме задоволни, бидејќи представува своевидна шминка на веќе постоечкиот закон. Овој закон не ги задоволува барањата кои ние ги имаме. Бараме, значи, мораториум, привремен мораториум, односно привремено замрзнување на извршните решенија, извршните одлуки кон физички лица, значи конкретно кон граѓани, и ревизија на работата на веќе постојните извршители, значи работата на извршителите кои во моментот работат. Бевте ли вклучени во процесот на подготовка на тој закон и зошто не реагиравте на време? За жал, овој предлог закон на самата владина седница, која била на 2 февруари оваа година, биле повикани од Стопанската комора, биле повикани од Нотарската комора, биле повикани од Комората на извршители, биле повикани од повеќето, да кажеме, представници на крупниот капитал. Ние не бевме повикнати. Она што како медиуми го знаеме, само технички ќе се промени нешто во законот, но меѓутоа тоа ништо нема да значи за граѓаните. Што ќе превземите конкретно? Најавивте социјален бунт, кои мерки конкретно ќе ги превземите? Значи пред се има, првата работа која ја превземаме е собирање на предмети. Ние сме во фаза на собирање на предмети. Колку кривични постапки имате покренато и има ли исход од нив? Вака, индивидуални кривични постапки граѓани имаат покренувани во последниве 10 години многу, но тоа се индивидуални. Ние работиме на групни кривични постапки кои ќе се однесуваат на конкретен извршител, например. Еден од, например, оние 20-30 топ извршители кои се најспорни во начинот на извршување на, односно во начинот на спроведување на самиот закон. Дали документиравте све? Па, се уште не сме документирале, но во фаза сме на документирање. Нас не е многу важен протестот што ќе биде сега на 1 мај и собирањето на луѓе. Кој конкретно ќе Што ќе постигнете конкретно само со протест? Притисок за политичка волја. Значи владата треба да донесе поправичен предлог закон во процедура кој ќе биде донесен пред собрание и да се изработи во собраниска комисија. Кои се другите ваши мерки доколку сето тоа не се случи? Протести. Се сеќаваме ние пред 2 години дека константни протести имаше за нешто друго и тие протести тргнуваа од СЈО, замислете, од символот на правдата и завршуваа повторно во еден круг Министерство за правда, влада, собрание. Значи нашите се исто така реформи во правосудието, ова е дел од реформите во правосудниот систем. Значи ова е дел од правосудниот систем. Овде имаме спрега од судии, извршители, нотари, доверители и банки кои се во спрега и кои работеле 11 години против граѓанинот за осиромашување. Имате ли конкретни докази? Како не? Ја ги исполнував неколку пати во емисии, конкретни докази, да. За колку извршители, колку извршители би требало да одговараат поради своето незаконско работење, бидејќи нели Јас сега не би глумела адвокат. Тоа адвокат ќе каже, тие адвокати што ќе не представуваат како здружение, значи не би глумела адвокат и не би го кажувала тоа сега јавно, бидејќи за еден извршител веќе 2 пати кажав дека има дело кој треба државниот јавен новин по допрен глас да го почне, до сега не гледам никаква иницијатива. И тоа дело тешко. Можам ја само да се надоврзам на ова што го кажа сега последново. Значи, кога вие добро прашавте дали има конкретни докази, ја мислам дека немаат. Поради тоа што сум ги следел и претходните емисии кај што беше гостин Ана. И мислам, освен дезинформација и ширење, конкретни докази немаше.
Како може да нема докази кога се работи за земање на цели плати? Ги имаме ние тие докази. Кај се? Значи, дали сте свесни дека кривично дело е блокирање на сметки на социјални случаеви? Дали сте спремни да одговарате пред законот доколку се докажат сите тие постапки? Спремни сме. Спремни ли сте на до ревизија на целата ваша работа? Спремни сме, како не. Ние веќе се прави ревизија на нашата работа од страна на Министерството за правда. Се прави ревизија на нашата работа од страна на нашата комора. Значи, вие треба да знаете дека од сите правни фели или од сите, значи, од институции правни, ние сме најпогодени, најказнувани од сите. Зошто тоа е така, не знам. Но, например, ако правите една компарација на колку пати се опоменати или казнети суди, нотари, извршители, иако нивниот број е многу поголем од нашиот, и имаат многу повеќе членови, ќе видите ние сме најказнувани од сите. Што значи дека нашава работа секогаш е подложна на контрола. Блокиравте сметки за 1 денар долг, наплатувавте по 12.000 денари. Не е вистина. Имате ли грижа на совесата? Еве сега ја ќе ви кажам на пример зошто тоа не е вистина и зошто на пример од другата страна се шират дезинформации. Не е 1 динар, туку е 4300 динари, ако збориме за истиот случај. Пошто се работи за мој колега сега скоро што беше. Значи се работи за колешка, се работи за 4300 денари. Еве сега ќе ве почнам значи аферски ли е да се почеток. наплатува за 4300 денари над 12? Само да ви кажам сега како е дојдено до тие 12.000 вие што кажувате. Свесни ли сте за неправдата која се правела врз тие социјални случаеви или обични граѓани? Сега не разговараме за случајни случаеви, пошто во овој случај не се работи за социјален случај. Не се работи за овој случај сега што го разговараме, не се работи за социјален случај. Има многу вакви случаеви, затоа ве прашувам дали не сте се свесни работи за за социјален неправдата која случај. правите. Да го објаснам сега ова први што го кажам. Баш ме интересира дека што не го е за еден ден, сега ќе може да завршам, а после Сакам, вие интересира продолжите. зашто веќе Слободно да продолжите, да. Значи се работи вака. Се работи за долг од бек, нели беше така? Па, се работи за да. топификација, долг бек сега. Значи, адвокатското друштво кој го подготвил значи предметот, го опоменил должникот дека треба да плати главен долг, парични трошоци кои се сторени, значи адвокатски трошоци и нотарски трошоци заедно, треба да ги плати. Во која сметка ги ставил адвокатот значи во предлог решението. Доставил тоа помена значи до должникот. Должникот наместо да плати како што треба, должникот отишол значи у бек директно го платил главниот долг без да ги плати паричните трошоци кои изнесува 4300 денари. 3 пати е опомена тој должникот сега кажува дека не добил никакво писмо. Добро, сега Значи, зборуваме само сега, да ама за овој реагирам. случај сега разговараме, пошто вие сега ме прашувате многу дали случаи. Па еве сега за овој случај ме прашавте конкретно. Дали може малку да Не, Ана, репетирам? да молам сега Само ќе ме секунда, слушаш сега колизија. што имам да кажам. Значи, конкретно за овој случај. Отидов кај адвокатското друштво кој се занимавал со целава работа. Ми дадоа, ќе ви ги донесов, но вие ме викавте 1 саат пред да почне емисија. Значи, ми даде повратници, во кој се потпишал тој должник што кажува дека никогаш не добил писмо. И тоа 3 пати, не 2 пати, не еднаш, туку 3 пати. И сега се повикува на тоа дека не добил никакво писмо, дека за 1 денар, значи, извршителот зема 12.000 денари, што е дезинформација. Ја ќе ги замолам од другата страна. Ве молам, не ширете такви дезинформации, Дали може да не ги репетирам? донесете Како граѓаните во заблуда. Извршителката се извини. Значи, да тргнеме вака. И немаше во медиум. потреба да Не, се не, не, извини. не. Ако се Сега извинила, тоа немаше потреба да се извини. Јавно. Јавно по медиуми се извини. Немало потреба да се извини. Синот на должникот беше кај неа. Значи, Значи немало се работи. никакви потреби да се се работи извини. за извршителка кој имала доблест да се извини. Затоа што овој долг Немало што вие го потреба да се кажувате, извини. сега да дослушам ја. Се извини поради сите притисоци. Момент, Не, момент. вие треба да знаете. Момент. Не, Значи, сега овој да ви дел- кажам. Само момент, Не, ќе ве треба прекинам. да Да докажам јас знаете. сега. Не, не, Може ли не, јас да треба, докажам? не, морам да се замешам. не, во сега ова. вие Треба ме да оставите. знаете дека извршителот цело време значи се, како да кажам сега, има притисоци од сите страни. Да, има притисок. Значи, на Извршител нејзе дворец. тој ден и се јавиле од сите страни и се заканувале. Тоа не И не она да влегува, излезе она од се- целава ситуација Дворец. се извини. Значи, вие го Иако признавате немала тоа дека никаква се извинува, потреба. ама. Немала Притисоци никаква баш од потреба. вашата комора. Господине Може, Кереми, притисоци може директно ли да ве комора. прашам нешто?
Дали може да реплицирам само за- момент, да не навлегуваме во таква дебата во која Затоа што се работи нема за- никаква за- поента. Не е дебата. Значи се работи за платен основен долг. Мора граѓаните да знаат дека долгот, должникот, човекот кој бил таму пензионер, разговараме за пензионер, една кревка група на луѓе, кревка група на граѓани кои има пензија колку што има, може да 11-12 000 денари пензија. Значи некоја ситна пензија. Човек кој го платил долгот на шалтер во Бек, кога ќе дојдете, на шалтер во Бек, ви кажуваат одете ке извршител. Вашиот предмет е ке извршител, зашто не го пратиле ке извршител? Они точно е, јас сум била. Не, ја ви гарантирам кажам извршител што веќе само го да ви ја објаснам, работи тоа ова што работа, побарал, да ви кажам значи дека тоа не е што вистина. што побарала извршителката, побарала арач парите за нотарите, адвокатите и за извршителската награда. Основниот долг нема допирна точка со арачот. Значи арачот е поголем од основниот долг. Сакав ми уште нешто да прашате допрашам. страшна работа. Значи, Ова е ненормална работа. Податоците на Арачот е Народна поголем од банка, основниот долг. господин Кереми, покажува дека 80.000 граѓани се блокирани месечно од страна на извршители или Тоа други ви се ствари. податоци само Податоци од на Народна страна банка извршители или од месечно. страна УЈП? Математиката, да, само од страна на УЈП заедно со Значи со- 80.000. Да, А не се знае 80.000 точна од прилика бројка граѓани. колку извршители се Сега, блокирани. математиката исто покажува, сега ги вадев тие бројки, дека во просек банката наплатува по 20 евра провизија. Што значи дека месечно 1,6 милиони, односно околу 19 милиони годишно се трошоци на, мислам, провизиите на банките кои ги плаќаат граѓаните. Ако земеме дека во просек по 100 евра се нотар, адвокат, извршител, излегува дека 8 милиони месечно, односно 96 милиони евра годишно се наплатени без денар долг да се плати. Тоа е вкупно 120 милиони банки, адвокати, нотари, извршители. Која е вашата основна функција? Дали сметате дека треба да го наплатите долгот или сите пропратни трошоци кои треба да ги ставите на грбот на граѓаните? Значи тоа не зависи од нас ние да одлучуваме што треба да наплатуваме. Тоа значи во законот го пишува да. Значи освен ова провизијата што ја кажете за банката, ние другите трошоци ние ги наплатуваме во име на адвокатите и во име на Што до сега нотарите. конкретно Што се направивте да за свади во сите големот тие основен трошоци долг? да се Сега намалат? ќе Вие ви баш сте кажам, свесни сега ќе дека ви граѓаните кажам, не го сега ќе ви плаќаат кажам. долгот, туку плаќаат повеќе за другите Сега ќе ви пропратни кажам, Сега трошоци. ќе ви кажам. Ние значи сега не знам како да ве викам. Левица. Не знам како да ви викам, навистина не знам. Ние сме човекот над профитот и 4 Човекот над здруженија профитот заедно, или да, поема 4 немам, некоја комунистичка синдикатите. поема немам. Немојте така сега комунистичка. Значи Синдикалистички сега ќе ви е кажам, ставот. сега ќе ви кажам значи ова што направивме ние. Ние имавме состанок значи со тогаш левицата, мислам дека се викаше, сега не знам како се викат пошто ги менјат имињата секоја година. Не, точно. Сега значи, мислам дека граѓанско здружение и Тогаш политичка се партија, тогаш нема левица точка се на вика, зборот. мислам дека. Имавме состанок, тогаш и врз основа на тој состанок. Ние значи дојдовме до заклучоци кои ги применувавме значи во постојниот закон сегашен што беше. За прв пат беше воведено правна институција вонсудска наплата. Во кој? Која не функционираше и ја укинува ставот. Па зошто не функционираше, тоа не е наша вина, ние го воведовме, тоа го дававме мислење во Министерството за правда. Како вонсудска наплата, кога вие кажувате што ние направивме, значи да се елиминират овие трошоци адвокатски и нотарски. Ние тоа сакаме да го постигнеме. Значи воведовме правна институција вонсудска наплата, со која се елиминираше и адвокатските трошоци и нотарските трошоци. Премето доаѓаше кај извршителот први. Извршителот го опоменуваше должникот. Извршителот станува судија. Го опоменуваше, Вие знаете ни процесот го како. опоменуваше. Значи вие не сте судии. Го опоменуваше. Ние не донесовме одлука. Не донесовме ниту одлука, ниту решение, туку опоменувавме. Сега постојат, знаете дека постојат медијатори, постојат агенции како EOS Matrix и Credit Express. Ние сакавме тие да ги решиме. Значи ние да воведеме правната институција вонсудска наплата, со која ќе им овозможувавме на граѓаните да не плаќаат плюс адвокатски трошоци и нотарски трошоци. Тоа се укина од страна на Уставниот суд. По барање, не знам сега, по некое барање на адвокатско друштво. По барање на некое адвокатско друштво. Сега вие сте новинари, значи истражувајте и видете зошто тоа е направено. Пошто кога вие кажувате дали ние сме превземале нешто, ви кажам. Друго, не, друго само друго нешто да ви кажам. Повелата? Значи, што превземавме да не бидат блокирани социјални случаеви или да не бидат блокирани, значи,
пензионери, вработени, не знам што. Ние воведовме уште еден налог. Првобитен налог, со кој им се дава доброволен рок. Во рок од 8 дена, значи, на граѓаните, да го платят или ги известуваме. Известување, значи известување пред блокирање на сметка, да дојдат, да дават информации дали се вработени, дали, например, земат социјална помош или земат плата и така натаму. Добро. Но сето тоа изгледа дека се укино, не знам зошто. Вие сте новинари, истражувајте и видете зошто. Значи, ваши колеги изминативе години заработија по милиони евра. Профит кој не го заработува ни некоја добростоечка компанија во земја. Милиони евра? Од кај ви се тие податоци? Податоци од Централен регистар и Управа за Има ни јавни виза, приходи. Значи, кажувајте ми за какви податоци се работи. Управа за јавни приходи. Добивка и профит на Кажувајте ми докази сега од кај се тие информации. Вие ми кажувате. Абе ја можам сега да кажам од Управа за јавни приходи имам информации кои докажуваат дека не е така. Добро, дали се нормално, јас да ве прашам, дали е нормално да има 320.000 евра расходи во една Со себе носиш ли некој документ кој тоа да го докаже? Сам извадено од интернет, значи од интернет, да не ги што не спомнуваме сте беа сега документирани, тие медиумски веќе беа мијата да не ги вакво. спомнуваме на Спиете ли извршителите. мирно кога ќе видите колку пари сте наплатиле од граѓаните не за долг, туку за пропратни трошоци кои они ќе под маската на законски. Не бе доказ. Јас спиам мирно кога знам, например, дека ќе има повеќе инвестиции во оваа држава, поради тоа што странските инвеститори сакаат, например, тоа што го инвестираат да им биде загарантирано. И тоа може да се направи само доколку во таа земја постојат извршители. Пошто никој нема да инвестира во нешто, ако, например, не може да му се враќат парите доколку тој е изигран. Значи, мирно спијам поради тоа кога мислам на тие деца, на тие самохрани мајки, на кои, например, не им е платена алиментација, и фала на Богу што постојат извршители, и фала Богу што постојат извршители, што тоа може да го наплатат. За најмалиот број на луѓе се фативте. Само за тие самохрани мајки се мирно спијам, кога, например, ќе мислам на фирми кои постојат поради тоа што ги наплатуваат поборувањето поради нас. 80% и поради фирми кои барања се за граѓани, не се за фирми. Поради кои фирми значи опстојуваат и поради кои граѓани имаат работа, поради тоа што се наплатени тие поборувања за тие фирми. Значи минус спијам. А заработевте ли доволно или сакате се уште да функционира овој закон стариот и идеме на таа? Ако се повикуваме значи на топ 10 извршители или топ 10 нотари, значи тие се тие 10 извршители. Ние не сме 10 извршители. Значи ние сме 101 извршител. Значи може 20% од извршителите кои се работуваат толку многу, но имаат 80% од извршителите кои, например, работат за една плата од 500 до 1000 евра. Дали како комора направивте анализа како сите предмети по 10.000, по 15.000 предмети одат баш кај неколку извршители? Дали постои спрега помеѓу извршителите, монополите и банки, Евана и слични компании? Дали постои што? Некаква си спрега, сите предмети да доаѓаат кај нив. Сега да кажеш да бидат распределени. Дали направивте анализа? Не се равномерно распределени нели предметите, туку тие идат најмногу. Не се. Реагиравте на тоа? Па нормално. Мислам со постојниот закон ние тоа го предложиме да бидат распределени на равномерно предметите кај сите извршители. Меѓутоа не функционираше во пракса. Уставниот закон тоа го укина. Значи уставниот суд го укина. Зошто го направи тоа? Не знам. Значи вие сте новинар, истражувајте. Можеби не било уставно, можеби имало друга причина, не знам. Да. Најавивте дека неуставно работат, односно дека единствен носител на да блокира во земјава може само носител на платен промет, односно решение за присилна наплата може да донесе само УЈП и општините. Колку во овој дел правно е издржано ова? Консултирајќи се со експерт за платен промет, врвен во Македонија, со негова консултација и направена таа пресконференција што направивме пред Народна банка на Република Македонија, со која не само тој, уште неколку правни експерти заедно со него тврдат дека блокирањето е неуставно. Меѓу другото е противзаконско, затоа што со самото блокирање ти му запираш сите средства, му ги запираш на човекот. Ти му запираш еднаш комплетно средство. Има извршители ваши колеги кај кој ќе дојде должникот и едноставно не го блокира. Му вели оди најди пари за одблокада у банка.
не му одзема од парите, значи имам доказ за таков случај, не му зема од тие пари што ги има веќе расположиви на трансакцијска, му вели оди позајми се, па да си платиш банка. И потоа му ја зема цела плата, што е исто противзаконски. Значи сукцесивно земани се цели плати со години. Значи цели пензии, затоа имам доказ. Значи имам докази, имам докази за тоа и тоа се повтара. Ве молам, покажете ги докази. Не можам тука во емисија да ги Јас барам сум докази. најзаинтересиран, значи да ги видам тие докази. Не, Ана, Не, сакам, не, нема врска што сум оставив вас да се докажете. Да ги видам тие остави докази 15 пошто минути. као член. Не само надзорен што сум на надзорен, као член на коморава. Би требало Ја да ќе покренам ќе покренам, значи ќе ви ги донесеме. Но многу е важно. Ќе го покренам прашањево кај коморава. Значи ова не треба да сукцесивно, Значи вие исти само дајете извршители докази. го правеле ова. Но ги немате И тоа е тие неверојатно докази. нешто. Ги немате тие докази. Како ги немам Како ги тие немате? докази? Како ги немаме? Најважно се што ги имаме. Цели плати земани, значи Не верам. противзаконски 1/3 се одзема. И тоа еден извршител кој ви го кажав пред врата, Не верам. тој го правел тоа најмногу од сите. Значи, Втора работа. Значи не ги Многу донесете важно. граѓаните во Овој закон е заблуда. донесен во 2000, не е точно. За граѓаните многу точно знаат на чија страна да бидат. Многу добро знаат на чија страна. Граѓаните се Не се толку, секирете за значи, само да ви кажам, Ова, значи. може со новинарката само да одговорам. Се работи за закон кој е донесен 2006 година. Донесен во времето на бившата власт. Имам добри извори дека е донесен прво, ако ја следевте професорката Најчевска на една друга дебата, со најдобри намери бил предложен законот во 2005 година. Да се наплатат кон фирми одредени, плати да се Големите наплатат. долгови, да. Значи, што е поентата на извршителот? Да наплати на работници за останати плати. Значи, толку имаме ненаплатени за останати Долгови на плати, фирми меѓу фирми. тоа е неверојатно од државава. Значи, не се наплатени за останати плати на работници, што должат разни приватници, му наплаќаме на пензионер што зема 8.000 денари пензија, 1/3 му одземаме. Тоа е нонсенс. Значи, тоа е прва работа. Донесено е во времето на бившата власт. Значи, во времето на спорната власт. Спорна во контекст на правосудниот систем. Од 101 извршител, огромен број, се луѓе блиски на таа бивша власт. Се уште се блиски на структурите од бившата власт. Донесени се, како прво, до 2011 да сотрат, да уништат од земја, да пеплосаат фирми блиски до сегашната партија која е на власт, тоа е СДСМ, тоа било прва задача, да ги сотрат, значи тоа е сотирање комплетно финансиско. Како второ, значи прво одиме од покрупни, средни, микромали фирми кои се уништени, што се вели преку ноќ, кои имаат хипотекарни долгови, па се мести, па се гледа у банка, па контакти со банкари, кој има хипотекарен, кој нема хипотекарен, дај да го заколеме овој и така натаму. Во 2011 година доаѓаат сите судски предмети стари, судски предмети, над 100.000, мене ми кажа Веста Деловска, над 100.000, и кај новите извршители се префрлаат. Значи, рокот на застарување прекинува. Значи, најинтересно што доаѓаат, да кажеме, сметки неплатени за вода од 1995 година, па убиство застарува. Убиство застарува за 20 години. Никаде во свет го нема ова. Значи, за сметка за струја или за вода од пред 21 година треба да се плати сега 50.000 денари, а сметката била 1.000 денари. Арачот е екстремно поголем од основниот долг. Тука е огромен проблем. Сега, тука има, нешто се распрашува в денови, добив некои многу интересни информации. Овој закон, значи, ова треба добро да се истражи. Значи, тоа е новинарско истражување бара. Овој закон не е донесен по холандски трг. Донесен е по скандинавски трг, од една друга скандинавска држава, и тоа се однесува на локалните даночни управи и конкретно насочен кон правни субјекти. Значи, верзија на тој закон. Не е ист, ама верзија. Каде што конкретно се удира на сметката на правниот субјект, не на физичко лице. Никако блокирање на физичко лице. Значи, таму имат трајни налози за плаќање на струја, да кажеме дека невработените во многу од тие земји, не во сите, не плаќаат сметки, него државата ги плаќа. Овде невработен, значи цела година бил невработен, му се таложи, му е блокирана сметката од страна на извршител и му се таложат виртуелни долгови, значи тие се нереални долгови. Тие долгови не кореспондираат ни со основниот долг, затоа што се накалемени нотари, адвокатски здруженија, камата, онаа страшна камата, значи треба да се смени законот за облигациони односи, треба да се смени законот за платен промет и треба да се смени законот за извршување. И да се сменат судиите онде што седат и они да се вратат во суд како судии и извршители. Убаво господинот кажа,
директно кај нас, кај извршителите. Ама тогаш во суд, како судија, он на друг начин го гледа предметот. Се види. Не го гледа. Не. Тогаш биле 6. Ми каже Значи, толку еден многу судија правници дипломирани имаме во државава. Толку многу Неажурноста на судот правници се види. дипломирани. Како Тоа е можат проверено. скандинавските држави да го решат това со локална самоуправа? Ана, ќе морам да ве прекинам. Конкретно се подготвува новиот закон за извршување. Кажете ми, имате ли информации што содржи и што ќе превземете доколку вашите барања не се конкретно пресликани во тој закон? Бака, мене за Односно, мене како ќе решите маката на граѓаните од извршителите да влезе во некоја си законска рамка која утре ќе може да се практикува? надвор од овој предлог закон што е јавно објавен на ЕНЕР, што го добив од заменик министерот за правда, надвор од овој закон, тој и во емисија кажа и на нашите луѓе им кажа дека ќе се менува законот за облигациони односи. Значи, сметката која би ја платил должникот не би смела да надмине уште еднаш, значи два пати да биде, ако е 2000 да биде 4000 денари. Но јас не го разбрав добро, дали во тоа мисли и на камата, мисли и на награда за извршител, дали мисли на сите оние попратни долгови кои не се долгови, а се прилично виртуелни. Значи, и каматата казана треба да се смеди, тоа треба да се испрли таа казана камата. Што е тоа? Тоа е ненормална работа. Плюс камата на камата, тоа е ненормална работа. Тоа е во законот за облигации. Значи, тука им се чука камата од тој 1 денар. Па тој циркус од 1 ден, од 10 денари, од 100 денари, од 2000 денари станува, кој ќе земаат? Значи, второ, уставот на многу места е прекршен. Значи, луѓе се isfрлани во петок од дома. Значи, јас имам таков случај во внатрешност во Македонија. Значи, цело семејство isfрлено на улица пред Нова година на -20. За некаков не е хипотекарен, туку обичен банкарски кредит. Значи, не се работи за хипотекарен, него обично некој 4-5 евра, сада не е хипотекарен. Значи, сврлени се од куќа, надвор од дома, со болен човек, над 70 години, слеп, со 2 деца, со човек што туку опериран од карцином. Значи, тоа треба се почитуваат тие работи. Извршителката тоа не го почитува. Второ, има многу чудни работи, каде се појавуваат синови, ќерки, братучети на извршители, на ревизори, на нотари. Туку само вака од Ама слушање. не, има докази. Не, најстрашно што има докази. За 5000 евра, за 4000 евра. Која ќе порасне, некој да биде иселен од дома, значи се обезвреднува куќата. Знаете како прават ревизорите? Знаете како вие не знаете работата на ревизорите како? Поради вас, значи многу мои колеги, значи последно време беа нападнати. Поради вакви дезинформации, донесување во заблуда. Нормално мора да ја брани комората. Значи се работи за ревизија во банка. Значи ревизорите од основната сума на куќата ако вреди 200.000, оние си миња. Баш би сакал да станот го си миња. Баш би сакал да видам таков предмет од 4-5.000 евра некој да биде иселен од имаме во Битола. Во Битола. И тоа за еден нотарски договор за кола. За кола. Изминативе години во пракса се соочувавте и со социјални случаи, со све. Што вие како извршители ќе направите да помогнете граѓаните да не бидат обесправени понатаму, односно да се донесе некое конкретно законско решение кој ќе биде во полза на сите? Ние веќе имаме законско решение за социјалните случаи. Значи тие се иземени од извршување. Ама не се почитува. Се почитува како не се почитува. Не се почитуваше со години тоа. Значи иземени се од извршување. А зошто тоа не го превзедовте до пред 2 години кога масовно се блокираа сметки на социјални случаи? Да, се блокира. Зошто? Требаше да ви текне едно 5-6 години дека еве сега ќе ви кажам, значи од лично искуство ви кажувам. Значи не зборувам за генерално за колегиве, за целата фела, ви кажувам од лично искуство. Ја имам блокирано значи социјалец случај. Имам блокирано социјално случај, имам земено пари. Дојде на лицето, ми даде потврда значи дека зема социјално, утре ден да му се вратени пари. А ги плативте блокади од блокада во банка? Не. Кој плати? Па тоа треба значи со банкиве тоа да го разговарате. Значи самото лице си ја платило 1000 Проблем беше што ние неаме однапред информации дека некој зема. Дали вративте парите за блокада? Ние неаме однапред информации за некој дека зема социјално или не, социјална помош или не. Зошто тоа не го побарате порано пред 2 години? Сега само малку уште нешто ќе ви кажам. Сега сме електронски поврзани значи со Центар за социјални работи. Дури и сега имаме проблеми. Поради тоа што тие податоци не се апдейтирани од страна на Центарот за социјални работи. Еве сега, скоро, значи имам блокирано сметка, имам проверено, значи во
електронски. Значи Центар за проблемите се социјална- уште постојат. Се Сакате уште да постојат. кажете дека Се тоа уште што е постојат. вашата пракса. Се уште постојат. Ви благодарам Не, на не, двајтома не, не, што не. бевте Извинете, гости во извинете. нашето Базо, студио. Ај, сега Мораме ќе да Може прекинеме. да ја прашам, Вада. да ја прашам Ана сега. Добро. Повелете. Како сега ние да знаеме дека некој лице е социјален случај или не? Само да ви Пример кажам имам. сега, само да ви кажам Мој сега. пример имам, сличен. Со постојниот закон, со постојниот закон. Со меморандумот, тоа не е Со закон. постојниот закон. Со законот си постои од 2006. Значи од законот 2017 кој почна да се применува 1 јануар, без уставните измени. Вие го Ние имате пуштивме известување. Пошто ако некој сака да ми ја покаже мојата работа, ако некој сака да најде решение како јас да ја работам работава, значи не може некој теоретичар да ми се најде, туку најдобро решение прашам тој што ја ја вас. работи и Да работи ве во Значи прашам. пракса. конкретно Може ли да немаме ме прашам решение. јас? Може Ана, ли да Не, само малку. мораме да Имавме прекинеме решение. зашто оваа Имавме тема решение. која мислам Прашам. дека може до утре Сабале да Не, само разговараме. едно прашање да му поставам на господинот. Ајде. Дали вие, како дел од надзорен одбор, како член од надзорен одбор, како правник, Ние сме надзорен одбор само нели за финансиското работење. Нели правникот треба да ја спроведува правдата. Значи суштината на правото е да се спроведе правдата, правичноста. Она мало дете од 4 години знае што е правичност. Тоа е вродена работа. Дали сметате дека тие кои грубо го прекршиле законот, кои се ваши колеги, треба да им се земат лиценци и дека треба да бидат кривично гонети? Ја ќе ви кажам. Ако се докаже, ако се докаже, ај тоа објаснете ме. Секој граѓанин има право на приговор, доколку се одбие тој приговор има право на жалба. Тврдите дека ваши колеги не работеле на законски со ова? Не ми одговори на прашање. Ама она генерално прашува. Дали би го зеле, дали би го Генерално зеле Дали треба лиценцата? одземање на лиценци Ако работи, на извршители? ако работи Дали спротивно треба од да зеле законот, лиценца? ако работи спротивно од законот, да. Колку лиценци Па до сега се треба да се одземени? земе лиценцата Покрај на толку тие многу некои. контроли, колку лиценци до сега се одземени на извршители? По моје не знам, пошто немам такви податоци. По А надзорен одбор се, така? Како може да немате Надзорен информација одбор, за ние колку сме лиценци? надзорен одбор само за финансиско работење на Така значи, Отиделовска ми кажа дека финансискиот дел вие не го покривате. Сега сте во колизија со Весна. Зашто она ми кажа дека она со финансискиот дел надзорната комисија врска нема? Ви благодарам што бевте наши гости, а вие почитувани останете со нас во студио 1, подготвуваме интересни содржини.